Добар ви ден, драги наши пријатели. Верувам дека ве наоѓам во добро здравје пред малите екрани, подготвени за новата емисија, новиот рецепт на денот. Ние ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково, кој што се наоѓа во селото Кучково на 20 на минути од Скопје. Прекрасна природа, свеж амбиент, вкусна храна. Во секое ваше слободно време повелете да се уверите во сето тоа. Денеска би сакала да ви зборувам затоа што е пролет, нели, прекрасно време, време за јагоди. It's time for strawberries. Јагодите, посебно Македонија, има погодна почва за производство на јагоди. Посебно, нели, додуши источната страна, но посебно западната страна на Македонија. И јагодите не само што се толку многу вкусни и преубави сладки, во Македонија се посебни јагодите затоа што имаат вкус. Да јадете било каде во странство, како да јадете пластика. И овие јагоди се донесени од Европа уште во 18-тиот век. Значи, многу здравствени придобивки имаме од јагодите. Зошто? Затоа што помагат во регулирањето на гликемијата во крвта. Понатаму за превенција на кардиоваскуларните заболувања, превенција на канцер. Содржат покрај витаминот С, содржат и B9 витаминот го содржат многу минерали како манган, како калиум, имаат јаглени хидрати, протеин 91% имаат вода. Значи, кратко кажано, да не зборувам повеќе, јадете секој ден јагоди додека ги има. А посебно се највкусни оние јагоди што дома ќе ви никнат во бавчата или шумските јагоди. Знаеме, во источниот дел, западниот, на секаде низ Македонија, во прекрасните планински предели, можете да најдете јагоди, оние мали шумски јагоди. Од јагодите можете да направите сладко, можете покрај тоа свежи да ги јадете, сок од јагоди, мармалад од јагоди, понатаму сладко од јагоди, може во комбинација со друго овошје, други густи сокови и колачи. Ние денеска ќе правиме колачи. За овој колач со јагоди нас ќе ни бидат потребни 500 грама јагоди, исчистени и измиени, 3 јајца, 1 чаша за вода од 2,5 децилитри, јогурт, 1 чаша шекер, 2,5 чаши брашно, половина чаша, значи со истата ќе мерите, половина чаша масло, 1 пакетче ванилин шекер, 1 пакетче прашок за печиво и 1 кора од лимон. Да се фатиме за работа. Ке ги искршам јајцата и со миксерот ке ги изматам заедно со шекерот. Јајцата само да не бидат студени, туку да бидат на собна температура. Ете така. Прво ќе ги заматам малку јајцата, а потоа ќе го додадам шекерот.
Јајцата се убаво изматени со шеќерот. Сега ќе додадам ванилин шеќер. Ќе додадам кората, ренданата кора од еден лимон. И ќе го додавам и брашното. Но не цело, затоа што ќе го додадам јогуртот и маслото и да видам, не знам колку ќе впие брашното, морам да бидам предпазлива. Еве, 1-2 лажици ќе оставам. Сега го додавам маслото. И заборавив да ви кажам дека за овој колач со јагоди ќе ви биде потребно тавче број 26, кој што е со хартија за печење, намастена хартија за печење. Го додавам јогуртот. Така. Ова ќе го ставам настрана. Така. И сега ќе промешам. Ќе го додадам и прашокот за печиво. Да. Мислам дека уште една лажица ќе биде потребно од брашното и еве, иако треба 2,5 чаши брашно, сепак за јогуртот и за маслото што го ставив, многу малку, речиси една супена лажица ќе остане, затоа што сакам да биде малку помек колачот. Прекрасно е, видете какво прекрасно тесто си се формираше. За мерак. Еве да видите колку треба да биде густо, посебно за младите домаќинки, тие што сакаат да ги израдуваат својот сопруг, дечињата, блиските од фамилијата. Еве, гледате колку треба да биде густо? Ете така. Сега оваа смеса ја ставам во плехчето. Значи плехчето ви кажав број 26. Ова масленце малку што ми остана. Сега смесата ја ставам во тепсијата. Ајде да пробам вака, како и сите што си правиме кога си готвиме. И мајка ми вака се правеше. Со показалецот да ја исчисти цела тава.
И од лажицата исто така. Сега ќе ги насечкам јаготките и ќе ги ставам одоскора. По желба, не е значи неопходно, по желба, доколку имате и прав шекер, ставете прав шекер од како ќе биде испечена. Порано беа достапни јагодите, а сега во последно време човек страв да го фати кога ќе отиде на пазар, кога ќе види цената на јагодите, но сепак треба да им се даде и на дечињата и треба и тие редовно да си конзумираат јагоди додека ги има. Вака, ги сечете на ливчиња. Може да бидат подебели, но да бидат сепак рамномерно на површината од колачот. Ла-ла. Шербет. Шербет. Побрго да ги насечкам, иначе ќе ги изедам. Прекрасно. Еве вака да ставам каде што нема. Они сега ќе пуштат и вода, затоа што, нели ви кажав, 91% е вода. И кога ќе се испече, ќе ги нарасам со прав шекер. Што се однесува до печењето? На 200 степени. Значи, кога ќе почне да се запекува јагодата, не намалувате, веќе оставате уште едно 20-25 минути откако ќе почне јагодата да се пече. И тогаш ќе биде доволно печењето, а ја вадите од шпорет и потоа ја оставате да се излади на собна температура. Откако ќе биде изладена, тогаш ја нарасувате со прав шекер и веднаш на трпезата. А вие, драги мои, останете со вкусот на традицијата, да видите како ова ние ќе го испечеме, насечкаме, пробаме, да ви кажам за вкусот. Ова убавина, значи прво не можам со очите да ја изнагледам, ја јадам со очите ја јадам. Леле, колку е ровка, колку е мека, ау! Како мириса! Дефинитивно нема поубав колач со јагоди од ова. Ова е најстариот рецепт, најстаринскиот рецепт. Значи, колку е вкусно, колку е убаво. Ајде, додека има јагоди, направете го ова и уживајте. И децата, внучињата многу ќе се израдуваат на еден ваков десерт, а посебно ако ви дојде некој на гости, да го послужите.
со ваква убавина од колаче со јаготки. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата. Доколку имате некој рецепт, испратете ни, ние сме отворени за соработка, ќе ве поканиме и да ни дојдете во нашата емисија. И знаете како велат, дека насмевката не секогаш значи дека си среќен. Понекогаш значи дека си доволно силен за да се смееш и кога ти се плаче. На здравје!